Добро утро. Како што има нели спортисти во заминување, така има и спортисти кои што доправа доаѓаат или оние младите кои што се надеж за спортот во Македонија. Еден од нив е Лука Димитриовски. Лука веќе го имаме во утрински брифинг. Лука, добро утро. Добро утро на вас. За оние кои што не знаат, се работи за млад велосипедист. Меѓутоа, што ќе рече младоста ако 60 и повеќе медали му се бројат во неговите успеси. Велосипедист кој што претежно вози друмски велосипедизам, и за оние кои што не знаат, друмски велосипедизам е кога се вози по поплочени патеки. Во право сум, Лука? Да, во право сте. Па добро, овие се информации кои што јас можам лесно да ги најдам на интернет. Значи, ја и Лука исто вози. Само по асфалт, да нема. Лука, со велосипедизам започна некаде на 10-11, на 9 години. На мој 9, да. Како се роди таа желба? Се почна како секој дете што има амбиции да вози како мал велосипед, но тоа кај мене остана подолго време, како што се гледа. И како што стареев и, не знам, си остана во навика, ми остане и сега. Ми е секој дневието. Сега се надпреваруваш професионално со својот клуб од Кичево или со клуб од Скопје? Ајде раскажи ни за твојата кариера. Па јас почнав веќе пред 7 години. Почна некои мали трки, некои мали маратони со татко ми, кои беа одолжени до 40 километри. И полека со некои кратки тренинзи почна да се прават трки до 13 години, на кои ја учествував веќе од мои 10. И све така спонтано Дојде до трките до 15 години, до 18, до колку си сега? Сега сум во категорија кадети до 18 години. И зад себе имаш повеќе од 60 медали, односно титули, овие се сите на домашно ниво, така? Од нив околу 10 се на меѓународни надпревари, а останатите се на наши трки. Како се подготвува еден велосипедист за да настапува професионално, всушност да се трка да има нели да учествува на една трка? Дали е нешто поразлично од оние атлети како што се фудбалерите, ракометарите, кошаркарите, да не ги бројам понатаму? Односно дали тоа подразбира редовно вежбање во сала, трчање и слично? Од просек имам околу 4 до 5 тренинзи неделно. Секој тренинг ми трае отприлика до 2 часа, можно и подолго. Тие се многу интензивни и напорни и бараат многу физичка спремност. И јас имам еден персонален тренер кој за мене има тренажен план според моите физичка спремност. И исто така многу тренинзите зависат од временските услови, како например што е сега, кога не може да се оди надвор, се тренира дома, кои се пократки тренинзи, но исто така се многу тешки. Така? Лука, колку велосипеди поседуваш? Околу 10. Околу 10. Кој е најскапиот? Да чујам колку пари чини најскапиот. Па ќе ти објаснам после зошто те прашувам. Има до 10.000 евро велосипеди. Така е. Така е, да, вие возите поскапи велосипеди од мојот автомобил, јас што го возам. Ова го кажувам, бидејќи дома водиме војни, секоја година треба да се смени велосипедот, се нешто ново, но гледам дека се повеќе се враќаат на оние винтидж варијанти на велосипеди. Да кажам, што полесни, што помалку опреми, барем за ова асфалтово возење на велосипеди во кои ти практикуваш. Со кој велосипед најмногу победуваш? Колку чини тој велосипед? Па моментално возам Пинарело, кој чини околу 6 до 7.000 и тој веќе го возам 4 или 3 години. Добро, јас ова само сакав чало да кажем дека може по паметно фудбал да си игра, што знам. Поевтина варијанта фудбал некако за родители, не. Али кога ги спомна веќе тие винтеж велосипедите, да не го искористам просторот и јас да си го барам точекот назад. Што ми го крада винтеж точекот. Лука, тренираш веќе со тим кој што го предводи словенец, за она што знам. Тука треба да се поврзе дека последните победници, последниот победник на оној Тур де Франс е исто така словенец.
Дали својата амбиција ја градиш кон тој правец? Би се нашол ли некогаш на Тур де Франс големите трки? Се надевам дека да, што ми е неголема амбиција да возам на големите турови, како што се Тур де Франс, Giro de Italia, на такви. И би сакал исто така да представувам Македонија на Олимписките игри. Ти се чини возможно или невозможно со оглед на тоа што ние немаме традиција со велосипедизам? Па со доволно тренинзи би било возможно, зошто да не? Така, ајде кажи ми како велосипедизмот, она кон што си насочен и она кој што велиш ти е и љубов и животен стил, ти помага во секојдневниот живот настрана од велосипедизмот, те фокусира во училиште. Инаку да споменам само дека Лука и во моментов го крадиме од неговите онлайн часови, 10 минути му дозволија неговите професори. Тој многу помага во донесување на одлуки, помага во концентрацијата. Мене исто многу ми значи моето здравје, што можам да си го одржувам со велосипедизмот. И многу голема предност е со напорни и тешки трки, многу се гради самодовербата во себе со трките. И поддршката веројатно од пред се од домашните. Јас морам да ти кажам, Лука, бидејќи сум јас 9-10 месеци во годината исто така на велосипед, не возам по 40 км дневно, ама поминувам по неколку. Мене ми велат дека е многу добар за кардио, дека не се слабе, а јас имам проблем што ми отвара апетит. Така што не сум сигурен, може треба ја фудбал да заиграм конечно да ми ја го види. Имаш ли специјална исхрана, Лука, бидејќи навистина за тоа што вие го работите со такви напорни тренинзи, веројатно бара многу енергетски некакви компоненти во исхраната? Моментално кога не е сезона, немам некои специјални исхрани, но кога се редовни трките, на секои 2 недели кога има трки, мора да се пази на исхрана, затоа што тоа многу влијае на спремноста и помага за издржливост. Затоа што има посебни храни кои помагаат во тоа. Така, Лука, ти благодариме за вклучувањето во утрински брифинг. Ке им кажеш на професорите да те гледаат за некои 10, 15, 20 минути на страната на утрински брифинг на Facebook и секако и на YouTube. И ќе те бараме повторно во брифинг во некој од наредните изданија. Ви благодарим и на вас. Ќе се вклучиме и директно од Франција, која ќе бидеш на Тур де Франс, а и во Италија негде околу Дженова. За Giro de Италија. Ајде, Лука, пријатно.